Стево Пендаровски вчера призна дека користи консултантски услуги од контраверзниот консултант Асаф Исеин, рекоа на пресот ВМРО ДПМНЕ. После ова јавно признание на Стево Пендаровски дека Асаф Исеин е консултант на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се поставуваат неколку прашања. Првото прашање е на кој начин е овој контроверзен консултант ангажиран? Уште колку лица заедно со него се ангажирани? Колку чини неговиот ангажман и кој го плаќа неговиот ангажман? Од која сметка се плаќа неговиот ангажман? Дали се плаќа од сметката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? И ако е така, зошто го нема во ревизорските извештаи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? ДПМНЕ излажа за подписите на Силјановска. Ниту ДПМНЕ, ниту Силјановска немаат подршка од граѓаните, констатираа денес од СДСМ. Како што ДПМНЕ ги лажира анкетите, така се обиде да ги лажира и подписите за Силјановска, но не успеа. ДПМНЕ не успеа да собере валидни законски подписи за својата кандидатка и кандидатура во ДИК ја поднесе со подписи на пратеници, а не со подписи од граѓани. И што е најлошо, повторно ги излажаа граѓаните. Во нова пресконференција од ВМРО ДПМНЕ денес соопштија дека е поднесена пријава, односно приговор до Државната комисија за спречување на корупција заради прекршување на изборниот законник, а сторени од страна на Академијата за судии и јавни обвинители.